Сите рудари кои работеа во рудниците Торанице и Злетово ќе се вратат на своите работни места. За останатите плати ќе им бидат исплатени, а новите покачени. Со потпишувањето на договорот за концесија на двата рудника, сопственикот на Бугарски Минстрој Николај Валканов најави долгорочни планови и нови вработувања. Имаме големо искуство, голем потенцијал и од нашата компанија работат над 2500 луѓе. Компанијата е со многу добро име во Бугарија и во светот. Имаме големо искуство во нашето работење во Африка, во Европа, во Германија, во Македонија, вклучувајќи го. Така да многу брго, јас мислам дека уште во месец мај ќе ве поканиме на првиот вагон руда кој што ќе излезе во средината на мај. И имам целата соработка на државата, на општината, луѓето кои што знаат што треба да се случи, бидејќи тие луѓе повеќе од една година, скоро една година не добиваат плати. Јас ќе им платам се што имаат да добиваат и то веднаш, ќе ги вратам на работа уште во месец април и во месец мај ќе почнеме со работењето и ќе имаме првата руда. Валканов подвлече дека планира околу 10 милиони евра инвестиција во двата рудника, нови работни места, машини и технологија. Денешниот чин е особено важен за нас како влада, но уште поважен за жителите од Крива Паланка, Пробиштип и околните населени места. За нас како влада овој чин е од голема важност затоа што конечно решаваме еден голем проблем кој го имавме со претходниот концесионер и неговата работа која ги однесе во стечај двата рудника. За граѓаните е важно тоа што новиот инвеститор веќе најави дека ќе ги врати на работа сите околу 1000 вработени од двата рудника. Димитриев му се заблагодари на председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски, кој беше присутен на чинот на потпишување за силната поддршка која имале во реализацијата. Фокусот на владата на Република Македонија по започнување на стечајната постапка на компанијата Индо Минерали, која беше порано концесионер на рудниците, беше во што е можно побрз временски рок да се изнајде решение со кое ќе се заврши стечајната постапка, ќе се привлече нов сериозен инвеститор, ќе се рестартираат рудниците во најкус временски рок и при тоа да се задржат сите 1000 лица кои работеа на двата локалитета. Со напорна и посветена работа, владата во временски рок од само 6 месеци успеа да го реализира планираното и да привлече нов, квалитетен и сериозен партнер, кој недвосмислено ќе допринесе за подобрување на условите за работа на лицата кои работат во рудниците. Позитивните трендови во рударството се потврда дека Македонија се движи во вистинска насока, а концесијата ќе значи дополнителен раст во рударството, кој во минатиот месец забележа раст од 7,9% во споредба со март минатата година.